Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Универзалната сала во Прилеп дефинитивно ќе биде отворена за спортистите, потврди министерот Борко Ристовски во интервју за Радио Пела. Втор ден протести и блокади на регионалниот пат кај селото Врбљани. Граѓаните бараат алтернативно решение. Со отворен ден за граѓаните и низ за свечености, македонската полиција денеска го одбележува 7 мај. Преку 300 модни цртежи на изложбата во организација на текстилно-кожарската струка при Средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп. Времето денеска топло, променливо облачно со услови за дожд и невреме попладне. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Универзалната сала во Прилеп дефинитивно ќе биде отворена за спортистите, потврди министерот за спорт Борко Ристовски во интервју за Радио Пела. Тој ги демантираше дезинформациите дека за овој спортски објект не е изнајдено решение за реконструкција. Напротив, компанијата Конфиангел интензивно работи на техничката документација и решавање на проблемот со статиката во салата, посочува Ристовски. Оно што можеме да кажеме и да потврдаме дека имав разговор во овие денови и со газдата на компанијата, газдарицата на компанијата Конфиангел, на кој што ми го потврдија дека до нив, а ни до нас нема никакво стигнато известување во таа насока. И ние мислам дека деновија треба да се одржи и состанок на кој што требаше и јас да присуствувам, меѓутоа од оправдани причини заради мои обврски нема да присуствувам со самот, на кој што ќе бидат присутни газдарицата на Конфиангел, низините директори и директорот на ПУИК, кој што во моментот официјално го има владинието над салата заради неисплатени долови кон државата од страна на салата, така да мислам дека и тоа ќе се реши во многу брз период и дека заради скратување на постапката, инаку требаше постапката да оди поинаку малце, меѓутоа јас се одлучив заради кратење на постапката и побрзо решавање на тој проблем или тие административни потешкоти да поинаку оди, требаше јас да ја побарам салата со одлука на влада да ми се додели мене, потоа да додадам на Конфиангел. Јас се одлучив да биде поинаку тоа, да ги спојам директно Конфиангел со директорот на ПУИК и меѓу себе да се договараат за начинот на кој што ќе ја преземат салата, а во меѓувреме знам и дека проектот е готов за реконструкција на салата, така да мислам дека можеби малце се одолечи повеќе од што треба, меѓутоа тоа се тие и административни потешкоти или проблеми кои што се соочуваме во моментот, меѓутоа како и да е, со оглед на тоа дека таа сала е повеќе години затворена, мислам дека месец, 2-3 плюс нема да бидат некој си проблем, се во интерес на вистинско решавање на проблемот со салата и на вистина да конечно таа сала се стави во функција.
Алтернативен пат, па потоа уривање на мостот бараат втор ден граѓаните на протестите на патот Врбјани-Кривогаштани во близина на еден од двата моста, кој што има најава од изведувачот Стентон Градба за уривање и со тоа за целосен прекин на сообраќајот во двата правци на регионалниот пат Прилеп-Крушево. Во соработка со јавното претпријатие за државни патишта, денеска се бара алтернативно решение или пократок временски рок за изведба на планираните градежни зафати или привремен пат за жителите од регионот на 4 општини кои секојдневно патуваат на овој фреквентен патен правец. Протестите на регионалниот пат Прилеп-Крушево немаат никаква политичка позадина, вели Никола Мисковски, градоначалник на општина Кривогаштани. Треба да се изнајде некое алтернативно решение. Она алтернативно решение кое што е како предлог да се врти преку нашите други населени места Обршани, Кадино село и Галичани, тој регионален пат е многу во лоша состојба. Е многу тесен, 3 метра и 60 и тука не можев да се размина две возила во типот на автобус, камион. Тој регионален пат е правен на, да речеме, за трактори, коли, полесни возила. Сега ние од Сабајде исконтактиравме со јавното претпријатие со директорот Коце Трајанов и барањето наше или од жителите, како што спомнавме, да се најде некое решение да не се затвора ради тоа што ќе трпи цело население, сите населени места од повеќе од 10.000 жители, фабрики, луѓе што си вршат земјоделски работи и така натаму. Во одделението за внатрешни работи во Прилеп во полициската станица денеска по повод денот на македонската полиција 7 мај се одржа прием и отворен ден за граѓаните. Во кругот на полициската станица беше изложен дел од возниот парк и опремата со која располага македонската полиција, а посебно ова беше интересно за најмладите деца од градинките и училиштата од Прилеп. На овој начин децата се запознаа со улогата на полициската служба. Инаку секторот за внатрешни работи Битола и оваа година традиционално го чествува денот на македонската полиција 7 мај заедно со граѓаните. По тој повод денеска кабинетот на сектор за внатрешни работи Битола и сите припадници на полицијата при СВР Битола положија свежо цвеќе пред споменикот на бранителите на СВР Битола и пред споменикот Ангел пред градскиот часовник во Битола. Преку 300 модни цртежи на изложбата во организација на текстилно-кожарската струка при Средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп. Текстилната струка во суштина е еден вид уметност, креација, моден дизајн, бидејќи се започнува од идејата, која што треба да се пренесе и визуелно. Стручните училишта се тука да потикнуваат креативноста, која за жал во нивните наставни програми, освен од самите професорки, ако не е застапена, ја нема многу. И со сите овие изложби може да се види креативноста која избликува од сите овие ученици и е убаво и за идните генерации. Многу се радувам што денес имаме и основни училишта гости тука, да видат колку е креативно и колку можности нудат овие училишта и се надевам дека оваа изложба ќе биде еден убав пример дека струката, особено модниот дизајн, текстилот, носат просперитет и имаме услови за тоа. Оваа изложба, моден дизајн, ја припремивме и ја подготвивме со цел да направиме промоција на нашата струка, а исто така да ги промовираме нашите талентирани ученици, нивната способност и креативност. И оваа изложба всушност представува спој на современото и модерното, на инспирацијата и техниката и на замислата и иднината. Битно е да нагласиме дека во модниот дизајн, во облеката или во креирањето на облеката, прв чекор е модната скица, каде што всушност линијата представува визија, а бојата представува емоција на дизајнерот кој што сака да ја представи својата визија за модниот дизајн. Ние сакаме да го предизвикаме интересот на учениците, на 9 одделенците, да се запишат во текстилно-кожарската струка, затоа што интересот за оваа струка и она што представува мода, дизајнирање, креација на облека започнува токму од овие илустрации, од овие цртежи,
кои што, ако забележавте добро, ја покажуваат фантазијата, имагинацијата и талентот на нашите ученици. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд со силен ветер од над 60 км/ч и со изолирана појава на град. Минималната температура во Прилеп изнесуваше 10, а максималната достигна до 25 степен. Во текот на оваа седмица времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со честа појава на локални врнежи од дожд и грмежи. Утре, четврток, во западните делови ќе дува засилен ветер од југозападен правец. Дневните температури од сабота со засилен северен ветер ќе бидат во опаѓање. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.